За време на представата куклите го препознаваат Буратина. Буратино седна во првиот ред и со возбуда ја гледаше спуштената завеса. На завесата беа насликани некакви човечиња како играат, девојчиња со црни маски, некои страшни брадести луѓе со шилести капи со звезди, сонце слично на дебела несвиткана палачинка со нос и очи и уште разни други интересни слики. Звончето 3 пати задзвони и завесата се дигна. На малечката сцена и од десната и од левата страна имаше дрвја од картон. Над едно дрво висеше еден фенер во вид на месечина и се огледуваше во едно парче огледало, по кое пливаа 2 лебеда направени од памук со златни клунови. За дрвјата од картон се појави едно мало човече во долга бела кошула со долги ракави. Лицето му беше посипано со пудра, бела како прашок за заби. Тој се поклони на почитуваната публика и тажно рече: "Добар ден, јас се викам Пјеро. Сега ќе ви ја прикажеме комедијата што се вика Девојче со руса коса или 33 шлаканици. Мене ќе ме тепаат со стап, ќе ми удираат шлаканици и буфтаници. Тоа е многу смешна комедија." За другото дрво од картон излезе друго човече, облечено од глава до петици во коцкеста облека како шаховска табла. И тој се поклони пред почитуваната публика. "Добар ден, јас сум Арлекин." Потоа се сврте кон Пјера и му залепи 2 толку звучни шлаканици, што му попаѓа пудрата од образот. "Зошто плачеш, глупаку?" "Натажен сум, оти сакам да се женам," одговори Пјеро. "Па зошто не си се оженил?" "Затоа што свршеницата ми избега." Ха, се зацркна од смеење Арлекин. "Гледате ли каков глупак?" Тој го дофати стапот и го удри со него Пјера. "А како ти се вика свршеницата?" "А нема веќе да ме тепаш?" "Не, нема, туку што започнав." "Е, кога е така, неа ја викаат Малвина или девојче со руса коса." Ха, одново силно се засме Арлекин и му залепи на Пјера уште 3 шлаканици. "Чујте, почитувана публико, зарем постои девојче со руса коса?" Но тогаш, кога се сврте кон публиката, одненадеж го забележа во предната клупа дрвеното момче со широка уста, долг нос и со капче со пискули. "Гледајте, та тоа е Буратино," викна Арлекин покажувајќи кон него со прст. "Жив Буратино," викна Пјеро, мафтајќи со долгите раце. За дрвјата од картон излегоа многу кукли, девојчиња со црни маски, страшни брадести луѓе со шилести капи, влакнести кучиња со копчиња наместо очи, грбавци со носови што личеа на крставици. Сите тие притрчаа кон свеките што гореа на предниот дел од сцената и загледувајќи се разбрборија. "Тоа е Буратино, ене го, онаму, кај нас. Дојди кај нас, ти мангупе Буратино." Тогаш Буратино рипна од клупата на суфлерницата и однеа на сцената. Куклите го зграбчија, почнаа да го прегрнуваат, да го бакнуваат, па да го штипат. Потоа сите заедно ја запеа песната "Полка птица." Се занесла во играње птица во утрински час, опа шврти и клун тресе, тоа е полка Карабас. 2 бубачки тапан чукат, жаба свири контрабас, опаш десно, вратот лево, тоа е полка Барабас. Гледачите беа трогнати. На една доилка им потекоа солзи, додека еден пожарникар дури гласно плачеше. Само децата од задните клупи се лутеа и тропаа со нозете. "Доста е бакнување, та не сте деца, продолжете ја представата." Откако ја чуваа викотница за сцената се појави еден човек, толку страшен со својот изглед што секој би можел да се здрви од страв при самата негова појава. Густата нечешлана брада му се влечеше по земја, ококорените очи ги вртеше, а забите во огромната уста му чкртаа како да не е човек, ами крокодил. В рака држеше грбач со 7 камшичиња. Тоа беше собственикот на куклениот театар, доктор на науката за куклите, синьор Карабас Барабас.
Га, 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 гу, 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 му забочи тој на Буратина. Ти ли ја растори представата на мојата чудесна комедија? Тој го зграбчи Буратина, го однесе во гардеробата на театарот и го закачи на клинот. Кога се врати, им се закани на куклите со грбачот и им нареди да ја продолжат представата. Куклите ја завршија некако комедијата, завесата се спушти и гледачите се разотидоа. Докторот на науката за куклите, синьор Карабас Барабас, појде во кујната да вечера. Откако го пикна долниот дел од брадата во джебот за да не му пречи, тој седна покрај огништето каде што се печеа на ражен еден зајак и две пилиња. Откако си плукна на прстите, го пофати печеното. Тоа му се стори дека е уште живо. Во огништето имаше малку дрва, тогаш тој 3 пати плесна со рацете. Дотрча Арлекин и Пиеро. Доведете ми го тој безработник Буратино, рече синьор Карабас Барабас. Тој е направен од суво дрво, ќе го фрлам во огнот и моето месо за час ќе се испече. Арлекин и Пиеро паднаа на колена и почнаа да се молат за несрекниот Буратино. Каде е мојот грбач? Рикна Карабас Барабас. И тие, пајки појдоа во гардеробата, го сметнаа Буратино од клинот и го довлекоа во кујната.